Добро утро, драги гледачи. Благодарам што сте дел од ова утринска програма на Алфа телевизија. Моето име е доктор Жарко Костич, јас сум мотивацијски говорник. Она за кој што би сакал утрово да го зборам со вас е за важноста на целите. Постојано луѓето ме прашуваат кој е начинот да се мотивираме, како да дојдеме во некоја состојба каде што сме постојано мотивирани. Единственото нешто што не мотивира во суштина е целта и иднината. Имате некои луѓе кои што се постојано во минатото, или како старееме, у суштина почнуваме се занимаваме повеќе со минатото. Ке имате некои луѓе кои кажат, за време на Тито кога беше вака или онака, или некогаш сте имале ситуација кога сте постојано со мислите во минатото, но тоа ништо во суштина не ни дава се можеби некоја убава меморија во тој период кога сме биле. Во суштина целата мотивација, целата иднина се наоѓа и целата мотивација се наоѓа во иднината. Иднината е нешто кое што чека од нас да го реализираме. И секој еден од нас има потенцијал, својата визија, својата имагинација, својата цел да ја реализира. Иднината на некој начин, замислете како платно на еден уметник. И ако навистина сме ние уметникот, сме, затоа што нашите креации се реализираат во секојдневието, ја имаме четката во нашата рака, што е тоа што сакаме да го насликаме на платното наречено живот. И ако сакаме да имаме некоја визија и некоја цел, гледате, тоа е енергијата која што сакаме да ставиме во иднината. Иднината е платното. Иднината е многу побитна и многу поважна од минатото. Не за џабе велат, знаете, дека шофершајбната во автомобилот е поголема од ретровизорот, поради тоа што е многу поважно каде одиме, многу помалку е важно каде сме биле. Иднината и целите се тие кои што не мотивираат. Но ако размислиме, животот сам по себе нема цел. Ако не му зададеме ние цел, немаме ништо во животот. Ако немате цел, родителите ќе ви ја зададат целта. Не знам, шефот на работа ќе ја зададе целта. Некој ќе ви ја зададе целта, доколку вие немате цел, затоа што во животот мораме да имаме некаква цел, поради тоа што животот е игра, а во играта секогаш имаме цели. Кога ќе ставиме цел, што имаме? Препреки, како да дојдеме до целта, но исто така имаме и начини како да ги надминеме препреките. И уживањето е во надминување на препреките. Многу често имате луѓе кои што сакаат да се уживаат, сакаат да немаат многу обврски, сакаат само слобода, но во суштина, кога ќе размислите, сме биле многу често во таква ситуација, сме немале што да правиме, сме имале целата слобода на светот и не сме биле среќни. Поради што не сме биле среќни? Поради тоа што сме немале цел. Слободата е тука за да можеме да ја реализираме целта, а слободата е тука за да имаме начини како да ги надминеме препреките за да дојдеме до целта. Луѓе кои што се без цел, се без компас. Луѓето кои што немаат зацртано што е тоа што сакаат да го направат во животот, едноставно се како некој пинг-понг топче, ќе им се јавите, ајде вамо на кафе, ајде кида на тоа кафе, па на друго кафе, цел ден на кафиња се. Ама ништо не постигнуваме во животот и поради тоа не се чувствуваме горди, не се чувствуваме убаво во врска со нас и имаме премногу време за деструктивни муабети, поради тоа што ако ние немаме конструктивни проблеми, кои што во суштина настануваат кога ќе поставиме некоја цел. Гледате, кога ќе ставиме цел во животот и имаме проблеми, на некој начин се тоа препреките кои што мораме да ги надминеме за да стигнеме до целта. И доколку ја немаме таа цел дефинирано, и доколку не трнеме по патот за да дојдеме до целта, и ако не се судриме со проблемите, гледате, тогаш ќе имаме целата слобода на овој свет, но умот функционира на еден многу интересен начин, дека ако немате искрено вие конструктивни проблеми во текот на денот што треба да ги надминете како препреки за да стигнеме до целта, умот почна да се занимава со неважни работи и ќе почне да креира деструктивни проблеми. Сте се фатиле во дадена ситуација кога не сте имале што да правите, одеднаш умот почнува да мисли на негативни работи, поради тоа што луѓето кои што се без цел, кои што немаат конструктивни игра, почнуваат да имаат деструктивни игри, почнуваат да озборуваат, почнуваат едноставно да влагаат во ситуации кои што не се најдобри за нив. Поради тоа, за денешната емисија, што сакам да го кажем, многу е важна целта. Имаше едно многу вав текст дека секој дете ја знае својата цел. Имаме наметнати цели од околината, но многу е битно да ја дефинираме целта која што ние сакаме да постигнеме во нашиот живот. Поради тоа што целта ни е компас, целта ни дава фокус. Ако немаме цел, немаме порив зошто да станеме наутро. Гледате, и одеднаш на некој начин постојано сме во таа комфорт зона и зона на удобност кај што не знаеме што да правиме со себе. Целта е најбитна, најдете ја целта, кога ќе најдете целта, бидете среќни дека ги имате препреките, поради тоа што во животот мораме да имаме баланс на препреки и на слободи како да ги надминеме тие препреки. Ако имаме само препреки,
премногу препреки не ни интересно, но ако имаме само слобода и неограничено време каде што немаме што да правиме, повторно не сме срекни. Бидете срекни дека имате работа, бидете срекни дека имате ангажмани, бидете срекни дека имате препреки поради тоа што за здраворазумноста на едно битие многу е битно, многу е важно неговото внимание да се соочи со некакви предизвици, би ги рекол, не проблеми, не препреки, кои што треба да ги надминеме. Имајте предизвици, тие предизвици на некој начин ви кажуваат дека сте на прав пат кон одење кон самата цел. Целта е таа која што не мотивира, верувајте во иднината, бидете вие сликарот на сликата, сликата која што сакате да ја насликате, не ја давајте четката на некој друг да се меша во вашата иднина, направете го она кој што го сакате за себе. Имајте убав ден.